Мислам дека не се охрабруваат доволно, треба да работиме многу повеќе и многу подиректно во сите нивоа во општеството, не треба само институциите, тука игра улога и многу самите граѓани. Иако постојат можеби поголеми мрежи на солидарност денеска кои што ги охрабруваат жените, девојките кои што искусиле вакво насилство или се жртви, да се охрабрат и отворено да зборуваат, сепак имаме уште многу работа. Мора да промениме културата на комуникација, мора да работиме на начин на кој што кога некој се охрабрува веќе да го сподели своето искуство, не го осудуваме. Тоа е првиот почеток и вториот уште позначен е да не бидеме неми сведоци кога ова се случува, туку да адресираме, да посочиме дека треба да се прават работите подобро и дека треба да превенираме и заштитиме секој кој што можеме во однос на овие форми на насилство. Кога станува збор за насилство, особено за родово базирано насилство и во контекст на дигиталното, мора да размислуваме и за процесот на заздравување, процесот на надминување на овие форми на насилство и процесот на соочување со тоа што ни се случило. Затоа фокусот нам ни е повеќе на солидарноста, која што има потенцијал да се развие, на страна од тоа кога го игнорираме насилството и си дозволуваме секојдневно тоа да се случува околу нас. Кога ова прашање не го сметаме како релевантно и важно, односно како суштинско, тука веќе придонесуваме до насилството да биде на поголем степен во нашето општество. Ги користам зборовите на луѓето околу мене, кога тие пробуваат да нас замолчат, ние треба уште повеќе да зборуваме. Истражувањето кое што го работевме преку Младинскиот совет на амбасадата на Соединетите Американски држави всушност се сајбер малтретирањето и неговата поврзаност со квалитетот на живот и менталното здравје кај младите луѓе. Бројките до кои што дојдовме се различни. Она што е можеби најфрапантно и некои работи кои што можам да ги споделам се следните, а тоа е дека увидовме пример директна поврзаност помеѓу жртвите на дигитално насилство и нивната состојба во поглед на менталното здравје. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека кога некој се однесуваме насилно во дигиталниот простор, не само што тој човек представува жртва, туку едноставно тој човек понатаму има и потешкоти и предизвици со своето ментално здравје, директно поврзано преку насилството кое што го доживеа во дигиталниот простор.